јако, добро. Добро. Со вежби за гаснење пожари низ шумски предел, качување и спуштање со јажиња, како и часови за пружање прва помош, почна обуката на кандидатите кои во иднина ќе ги гаснат пожарите по шумите низ државата. Во тренинг центарот за пожарникари Коузон во Охис, 34 кандидати од Скопје од вкупно 364 од цела Македонија ја искористија мерката на владата со која во наредните 5 месеци ќе добиваат по 24.000 денари. Оние кои ќе се покажат како најдобри ќе бидат трајно задржани. Председателот на противпожарниот сојуз Кочовски вели дека мерката е одлична и дека постои голем интерес, особено кај младите. Од она што можеме да го видиме од овие 2 дена обука, во сите градови младоста преовладува кај кандидатите и убеден сум дека сите тие ќе бидат идните борбени сили во противпожарната заштита. Што можете да забележите во овој предел каде што се најдуваме ние, имаме шума во позадина и имаме падина со наклон од околу 21-23%, со тоа што во попладнените часови сите тие ќе се обидат да се пробијат низ шумскиот предел, да стигнат до огнот кој ќе биде запален и ќе направиме обратно, да се качуваат на угорница за да стигнат до огнот кој ќе биде запален тука. Еден дел од практичната вежба ќе биде вежбата која е поврзана со носење на пратњача со полна количина на вода и качување на трети спрат на кулата, со тоа што сакаме да ја провериме и нивната физичка спремност. Младите кандидати велат дека тимската работа, брзата реакција и правилното користење на опремата се клучни елементи на оваа интензивна обука. Мислам дека сум спремени психички и физички за оваа работа и мислам дека треба млади херои за Македонија да гасат пожари. Мојата желба е од помалиност за оваа работа. Како се става, како се користи личната опрема за заштита од пожарите, за да се заштитиме пред се самите себе, а потоа и другите да можеме да ги заштитиме. Оваа работа бара да работи со големо срце и голема храброст. По завршувањето на обуката во Скопје, кандидатите ќе продолжат со дополнителни вежби во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување, а потоа ќе бидат распределени во 13 градови и по потреба ќе бидат ангажирани во битката со поголемите пожари.